Правиме една увертира за она што не очекува како разговор овде во студиото. Софија Арнудова од Институтот за социјална работа, психолог по вакација, на тема дојави на бомби и меѓуврсничко насилство. Малку ќе се осврнеме и на среќа, меѓутоа претходно колку дојавите на бомби и она што се нарекува и како најава за враќање на онлайн наставата, доколку продолжат овие лажни дојави за бомби, ќе проследиме еден разговор како увертира на она што го најавувам со професорката Арнудова во студио 10, како увертира разговорот на Сунај Сабриевски со Лука Павичевиќ од Сојузот на средношколци. Образованието е најмоćното оружје што може да го употребите за да го промените светот, рекол Нелсон Мендела. Меѓутоа, кај нас се добива впечаток дека честите реформи некако учениците ги доведува во состојба на барање на себе си во тој образовен лавиринт. На што се должи ваквата појава? Имавме ковид состојба. Сега преминуваме во се почести дојави за бомби, колку тоа условно речено го пореметува вашиот образовен процес. Мислам дека апсолутно тоа што недостасува е всушност системскиот период, односно долготрајноста и издржаноста на реформите. Честите промени на врвот во Министерството за образование и наука доведува до една состојба секој министер да сака да се покаже себе си и така воведува реформи кои што подоцна во краткото траење на неговиот или незиниот мандат не се остваруваат пред се и во другите системи на образование, основно, средно, високо, меѓутоа и нивните наследници не ги продолжуваат истите реформи. Може би промените на самиот врв во Министерството нема да бидат толкав проблем ако имаме опремена служба во самото Министерство, односно тоа што значи да се биде јавна администрација, сервис на граѓаните. Може би нема да биде толкав проблем ако имаме професионална служба да го прави истото. Меѓутоа, бидејќи се е исповрзано, промените во политичкото ниво на Министерството не доведуваат во состојба честите реформи да не се имплементираат до крај и да не се одразуваат системски. Така, например, пред неколку години се правеше реформа во основното образование, а истата не се продолжи во средното образование, за високото дури и да не зборуваме. Што се однесува до образованието, како што и вие сам кажавте, како алатка најмокна за промена на светот, мои лични ставови, меѓутоа, тие се одразуваат и во визијата на Сојузот на средношколци е да се опфати образованието од 4 постулати. Првиот постулат е самата инфраструктура, односно нам ни требаат училишта кои што се пристојни и достојни за 21 век. Односно, тие мора да бидат безбедна и спокојна средина, каде што учениците ќе можат да учат, а професорите ќе можат да работат. Понатаму ни треба образование кое што е подготвено да се справи со предизвиците на 21 век. Односно, гледаме дека имаме криза со менталното здравје, гледаме по случаите на јавна соба, по нормализацијата на родово базираното насилство, дека потребно е и сексуално образование во самиот формален систем. Потребно е исто така климатско образование, односно како климатските промени и глобалното затоплување се одразуваат на нашата иднина, миграцијата допрва ќе станува важно прашање, подоцна дезинформациите, така што има предизвици што овој нов милениум ги носи, а образованието за жал не ги припрема учениците кои што ќе бидат идните граѓани во општеството како да се справат со истите. Третиот постулат е образование кое ќе создава вештини кои што може да бидат користени во иднината. Тука пред се говорам за дигитализацијата, за соодветно дигитално и IT образование, односно и тие вештини учениците да ги добиваат. И под број 4 потребно е образование кое што ќе создава активни и совесни граѓани, односно сметаме дека фали таа компонента на морално и етичко образование, дека ние не сме индивидуи кои што живеат во некако вакуум, изолирани едни од други, туку треба сите активно да се грижиме за средината, да придонесуваме во нејзиното подобрување, меѓутоа да бидеме мотивирани од чувство на должност и потреба да вратиме на истата. Ќе сгрешам ако кажам дека изминативе неколку години продуцираме кадар кој што можеби со недоволно образование.
Видете, дури пред пандемијата имаше студија на ПИСА каде што нели кај нас 13 години образование се задолжителни, 9 од основно и 4 од средно. Не ме фаќајте здраво за готово, но мислам дека ефективно добиваме 11. Значи 2 години дури и пред пандемијата некако паѓаа во вода и се губеа поради неефективноста на самиот систем. Тука можеме најинтересен пример се и странските јазици. За жал многу ретко учениците имаат шанса да научат странски јазик, англискиот веќе повеќето го знаат, нели, и природно поради дигитализацијата, меѓутоа француски, германски, италијански, многу е ретко учениците да го учат во самите училишта, туку сите плаќаат некакви дополнителни курсеви во други образовни институции. Така што дефинитивно ситуацијата пред пандемијата беше да се губат 2 години, сега со секоја криза што го погоди образование во изминативе 4 години откако јас влегов во средното образование прва година, имавме пандемија, продолжување на зимски распуст, продолжување на почетокот на годината, скратени часови, понатаму штрајк, сега имаме дојави со бомби и слично, така што од овие 2 години мислам дека дополнително многу повеќе се изгубени како резултат на сите кризи кои што го погоди образованието. Дојава за бомба кога ќе се слушне ова многу од средношколците и основците, предпоставувам дека се привикнаа на ваквата појава и гледаат на тоа како простор за да изгубат час повеќе, меѓутоа од аспект на образование се согласиме дека и тоа како многу се губи со наставата. Како гледате на тоа со дојавите за бомби, сега па ќе треба да преминете повторно онлайн, нешто за што бевте против? Искрено мислам дека на почетокот имаше реален страф од дојавите за бомби, подоцна веќе втората, третата недела кога стана јасно дека нема никакви бомби, имаше некоја колективна радост дека се губат часови, но сега мислам дека отрпнатоста е дојдена до тој степен што веќе на луѓето им е смачено од самите дојави за бомби, бидејќи едноставно си планираат кога ќе имаат испрашување, си планираат кога ќе имаат тест и со целото тоа одложување им се пореметуваат, им се нарушуваат сите планови и на учениците и на професорите, така што веќе тоа чувство на радост е загубено, туку идеме во една фаза на сеопшта фрустрација. Психолошки, ако го разгледаме целиот момент, имате дојава за бомба, вие ќе треба да се вратите дома во рок од 1 час и да се вклучите онлайн, меѓутоа колку тоа навистина од аспект на концентрација може да го продолжите како образовен процес? Околу онлайн наставата, Сојузот од секогаш бил против онлайн настава како единствено решение. Во време на пандемијата, кога тоа беше една состојба надворешно наметната и нели имаше реален страф од зараза, па се чекаа вакцините и слично, гледавме некаква оправданост за користење на методите на онлайн наставата, но ние секогаш се залагавме за комбиниран модел. Многу статистички истражувања покажаа земјите кои што училиштата не ги затворија за време на пандемијата, дека заразувањето и инфекцијата не се случувала во самото училиште, но се случувала надвор. Така што училиштата можеа, ако властите доволно се заангажираа, да бидат безбедни средини. Ние се залагавме за комбинирана настава, знаете, да се подели оделението во 2 групи, едната да посетува еден период физички, другата онлайн, па да ротираат.